Живееме наистина на крајот на историјата на оваа земја кога покрај низок морал, насилства, војни, неволи, катастрофи природни, има и таков наплив на разноразни болести, дури болести кои што некојаш порано не се среќавале, но можеби најголем подем како никогаш до сега, тоа е и проречено од сестра Елен Вајт, има појавата на менталните заболувања кај луѓето. Јас мислам дека нема никој од нас, некој кој што не би се сетил на некој од околината, човек, особа која што можеби има некои такви проблеми. Елен Вајт кажала дека како се доближува крајот на времето ќе има подем на вакви болести. И секако јас нема да пристапам од некоја научен аспект, затоа што не сум психијатар. Нит сум теолог, меѓутоа од библиски аспект ќе разгледаме една појава. Но претходно да кажам дека не е ова ништо чудно, затоа што Елен Вајт, знаете што вели, дека дури 90% од болестите доаѓаат од умот. Сега нормално, некоја се манифестираат физички, телесно, психосоматски така наречени, затоа не е ни чудо дека е вака, значи не е секојаш ментално, туку и физички. Се поголем број на луѓе во светот се соочуваат со тешкоти од ментални болести, како што се депресијата или фобиите, ова сега читам некои извештаи кои што ги најдов. Во Германија погодена е 1/3 од населението. Во САД, Турција или Мексико уште повеќе, а тој број се зголемува, се вели во извештајот за ментално здравје. Моментално 31% од населението во Германија е погодено од психички болести. Голем е бројот на болни и во Кина, во Соединетите Американски држави, дури 40% од населението страда од психички болести, како што се депресија, анксиозност или нарушување во исхраната. И разни други манифестации. Ке зборуваме за депресијата. Таа е навистина многу присутна. Инаку, означена како состојба на нерасположение, меѓутоа кое што трае, значи, подолг период, секој од нас може некојаш да не е расположен или да е во тага, во жал, но ова трае, значи состојба на нерасположение и аверзија кон било каква активност која може да влие врз мислите, однесувањето и чувствата. Како се манифестира на разни начини, депресивните луѓе може да се чувствуваат тажни, вознемирени, празни, безнадежни, загрижени, безпомошни, безвредни, виновни, раздразливи, повредени или преморени. Тие може да го изгубат интересот за активности кои некојаш им биле пријатни, го губат апетитот за јадење или се прејадуваат, имаат проблеми во концентрацијата, помнењето на детали или донесување одлуки и може да размислуваат, да се обидат или, не дај Божи, да извршат и самоубиство. Исто се манифестираат, односно може да бидат присутни несоница или прекумерно спиење, замор, губење на енергијата или заболување разноразни, болка или дигестивни проблеми, исто така, значи, како што кажав, може да бидат присутни да се манифестираат. Еве некои постари податоци околу Соединетите Американски држави, околу депресијата конкретно, значи погоре спомнавме 41% беше, да, 40% од населението во Соединетите Американски држави страда од разни психички болести, а 19 милиони само во депресија во Соединетите Американски држави. Или преку 200 милиони во светот. 200 милиони.
И тоа се зголемува секој ден. Се трошат во Соединетите Американски држави, ова се малку постари податоци, ќе кажам, 70 милиарди долари околу депресијата. За лекарства, пред се, продажбата на антидепресиви е порасната на 800%. И се повеќе расте. Може да замислиме самата корона, што направи. Периодот на короната го дуплираше. Не знам колку пати го зголеми овој наплив на вакви заболувања. Знаете, оние изолации, она дистанцирање, еден од друг и така натаму. За сметка на тоа, веројатно порасна користењето на така наречените социјални мрежи, кои што всушност се во овој аспект кој ќе гледаме се антисоцијални. Тој така наречен виртуелен свет или дигитален, како беше брадорен. Не знам дали некојаш, не сакам ни да ми одговарате, сте поминале некој депресивен период во животот. Значи, не станува збор за... Еве, ја ќе се сетам во детството, ама тоа не беше депресија, мислам, не може да се спореди со такво нешто, меѓутоа, ете, некој вид на умисленост некоја моја, може сум ви кажувал порано од ова место, не знам кој оделение бев, веројатно тие пониските, 5-6, не знам, може би помал. Јас сега од оваа дистанца тоа го гледам како делување на Духот Свети, уште во тие мали години. Не знам од кои причини, веројатно од некои моменти кои што ги доживеав од друштво, од другари, ваму таму и некако се повлеков. И може би цел месец и повеќе од летниот распуст воопшто не излегов, тоа беше незамисливо, не излегов надвор на улица, тука си седев највеќе на тераса од куќа и гледав другарите и така натаму. Почнав да се умислувам дека ја веројатно не сум од оваа планета. Јас сум од некоја друга планета, некој вонземјанин. И имав блокче пред себе и со фломастери нешто, боички си цртав некои мои замислени вонземјани и некои бродови вселенски и така натаму. И тоа кратко траеше, значи не е тоа... Имаше причини зашто тоа така си умислив, меѓутоа како и да е. Имаше еден друг период, во периодот на адвентизмот, кој што може би подолго траеше, ама и тоа не беше депресија. Тоа беше, да, тага, жал, изолираност, заради некои мои одлуки, погрешни, но, фала му на Бога, веројатно и без да знам, ги приметив оние методи и начини кои што помагаат во такви ситуации. Тоа беше баш периодот кога се делеа оние трактати, ете го доаѓа и последна опомена до светот, значи за тројната ангелска вест, заедно со Атанас, фала му на Бога, година и пол делевме и нема сандуче во Скопје, зборам за згради пред се, каде што не ставивме, по еден примерок, околу 300.000 може би поделивме јас и он, за да остатокот беа 500.000 на број, значи пола милион, тоа беше замислата да се поделат низ цела Македонија. Останатите Миле Павлович заедно со негова екипа ги подели во останатиот дел од Македонија, фала на Бога, и не завршија ни во Вардар, како што некој сакаше тогаш, нити останаа во магазин неподелени, туку се поделија и не предизвикаа прогонство, како што некои мислеа. Како и да е, но тоа мене ми помогна во тој период да се одржам. Не е ни чудо, знаете, да е човек и да западне во депресија. Мислам, не е тоа ништо чудно, кога можел еден... Кој? Илија. Кога можел еден Илија да се најде во таква ситуација. Од неодамна читавме, ја проучуваме книгата Пророци и цареви во петочните богослуженија. Па да отвориме во Прва цареви 18 глава. Малку ќе опфатиме дел од оној негов триумф
односно Божиот триумф на Кармел. 18 глава, 45 и 46 стих. Одеднаш небото се смрачи од облаци и вир, значи заврши оној покол на Кармел, уништени се сите оние лажни пророци. Језавела не била тука. Сега, знаете, кога гледаме овој случај, не знам како ќе беше ако Језавела беше присутна. Дали некако настаните ќе одеа поинаку, не знам, но... И сега, како што и најавил, треба да падне конечно дождот после 3,5 години, за кој што патем, нели, тој бил обвинуван дека е виновен за сушата. Сеќавате пуката, спомнавме. Ќе бидеме на удар, ќе бидеме обвинувани во последното време дека заради нас се случуваат разни нешта. Ние, дај Боже да сме во таа група, кои што ќе го држат Божиот закон и во чијшто живот моралот ќе биде на високо ниво. Но, како и да е, тоа е секојаш било и се повторува. Одеднаш небото се смрачи, 45 стих од 18 глава, од облаци и виор и падна силен дожд. Ахав се качи во колата и отиде во Езраел. 46. Господовата рака беше над Илија, та тој, откако се препаша, отрча пред Ахава се до во близината на Езраел. Секавате, таму бил, што? Дворецот нивни, царски, таму била Језавела. Паѓа дожд, прст пред око не се гледа, Ахав не може да се снајде, не може да го најде патот. Илија трча пред него, како негов слуга, да кажеме, признавајќи го и почитувајќи го се уште како цар, за да го одведе до Езраел, дома. Ентузијазам, вера во него. Сега уште да видиме што ќе биде со Језавела. Значи, така, сега го нафрлам ова, затоа што депресијата кај него ќе падне заради тоа. Еве го цитатот од пророци цареви, се извинувам. Ахав не може да го препознае патот пред себе. Меѓутоа, Божиот пророк, кој тој ден го понизил Ахава пред неговите слуги и ги погубил неговите незабојшки свештеници, се уште го признавал за цар над Израел, па сега во знак на поданичка верност, подкрепени со Божијата сила, трчал пред царската кола и ги довел пред градската порта. Знаете ли колку е тоа растојание што го истрчал? Само да видам кај ми беше податокот. Мислам дека преку 40 км беа во прашање. Каде отиде сега? Повеќе од маратон. И то по дожд. Кој ентузијазм, која сила? Бог му дал сила, како што вели овде текстот. Добро. И го допратил до пред Езраел, и Илија тука се наметнал со наметката, предпоставам можда по некоја стреја, не знам, лиел дожд, и тука легнал да одспие уморен, претходно и не јадел цел ден, за време на Кармел. И сега си вика, очекувал нешто што, знаете, обично, секи нафрламе моменти, како може човек да се најде во депресија, потоа ќе видиме и она терапија која што Господ му ја препишал, да не кажем така, и лично тој учествувал во вадењето негово од депресија. Но полека. Еве да читаме во Прва Цареви 19 глава сега, од први стих. Сега Ахав доаѓа дома и раскажува на Језавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. И што ќе очекувате од една Језавела? Се сеќавате кога зборувавме за духот на Језавела? Ваквите не трпат пораз, мора да возвратат удар. Нема шанси да се помират со пораз. Кога се тоа го слушнала тоа, тогаш Језавела, вториот стих, му испрати гласник на Илија со порака.
боговите нека ме ги направат сите зла и нека придадат ако утре во ова време не направам со твојот живот како што направи ти со животот на секој од нив. Значи 24 часа имаш време. Ултиматум. И што? Тој се исплаши, стана и отиде за да го спаси животот. Дојде во Вирсавеа, патем од Езраел до Вирсавеа, тоа е во другото царство, отишел во јужното, поминал уште 152 километра прилика. Која е во Јудеја и таму го отпушти својот момок. Мислел дека во Јужното царство може би ќе биде сигурен, меѓутоа читавме вчера за Јосафа, знаете, биле во сојуз со Ахав. Сепак и тука не бил сигурен. И гледаме ирационално негово однесување. Останал сам, го оставил момокот. Сам. Во такви моменти кога се плашиш, кога си во таква состојба, поуште и сам. Меѓутоа, тоа е таа состојба. Ирационално, не можеш веќе здраво да размислуваш. И еве депресијата, 4 стих, ние е опис на таа негова депресивна состојба. Дури посакал да умре, замислите си. Јас ви кажав некои моменти во мојот живот, меѓутоа не се случило некојаш да посакам да умрам. С краја нека е. А самиот отиде ден одење во пустината, седна таму под смрека, посака да умре и рече: веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Ова е истиот Илија, да се чудите, од претходниот ден. Истиот Илија, истиот човек, мислам, ама драстично поразлично расположение. Јов знаел да каже: о, да загинеше денот во кој што се родив и ноќта што соопшти се зачна машко. Знаете, Јов нешто поминул. О, кога би можела да се измери мојата мака, а мојата неволја да се стави на мерилка. Тоа се тие знаци, да кажеме, на депресивна некоја состојба, на длабока тага. Се надевам, вели во 6 глава Јов, ајде да не отварате, не мора, се надевам дека мојата молба ќе биде послушана, Бог да ми го исполни она за кое што копнеам. О, кога би сакал да ме уништи, кога би мавнал со раката да ме сотре, тоа би била вистинска утеха за мене. Ми текна на еден момент, ама нема да го споделам. Разочаран сам, нема никој, безкорисен се чувствува, безнадежен, суицидни мисли му доаѓаат. Но зарем на Кармел не бил сам, и тоа сам против сите. Нешто многу се сменило овде. Да се подсетиме пак, се враќаме малку на Кармел 18 глава, 37 до 40, да го видиме тука неговото однесување. 37 до 40 стих. Послушајме, Господи, послушајме, за да знае сиот овој народ, дека Ти, Господи, си Бог и дека Ти ќе ги обратиш нивните срца. И Господов оган падна, значи на неговата молитва, како и подоцна кој се моли за дождот, паја оган. Ја голтна паленицата и дрвата, камењата и правот, дури и водата во ровот што ја исуши. Знаете дека тука историл колку 12 беа, не знам колку беа, да, посадки со вода таму. Сиот народ се исплаши, луѓето паднаа ничко ми рекоа: Господ е Бог, Господ е Бог. Какво сведоштво? Па Господ е Бог секако. А утре не ли е Господ Бог? Семокен. Видите која е драстична промена и разлика само за еден ден, само за неколку часа, да кажеме. Илија им рече: фатете ги Вааловите пророци, за да не избега ни еден од нив, и тие ги фатија, Илија ги одведе до потокот Кисон и таму ги погуби. Не знам дали дискутиравме, со своја собствена рака ги убил. Тој. Сите лажни пророци, знаете што значило ова за Језавела, па тие биле на платен список кај неа. А се сеќавате. Ама тоа што таа правила и се вратило, така?
Значи, Господ е Бог, Господ е голем. Или имаш голем Бог и мал проблем, или обратно. Ако е мал Бог за тебе, тогаш проблемът е голем. И може да те одведе во депресија, да. И сега забележете што вели Духот на пророштвото. И тука ќе видиме некои елементи на тоа како човек може да падне во една таква состојба. Вели, пророкот се дал во бегство, значи, кој е слушнал заканата, за да го спаси својот живот, заборавајки, ова го имавме и во Авакум, дека треба да се сеќаваме, да се сетиме на тоа како Господ не водил во минатото, да не забораваме дека Господ е тој истиот, како што не извел од некое Црвено море, сега може и од некој океан да не изведе. Поголем проблем. Заборавајќи дека Господ 3 години пред тоа го одвел на едно место каде што не можел да го стигне гневот на Језавела, ниту пак Ахав можел да го пронајде. 3,5 години Илија никој не можел да го најде, службите царски, никој. А кај се наоѓал, се сеќавате ли што не кажуваше Андре Орошано? Кај отишел? Во Сидон. Од каде беше Језавела? Значи, таму во нејниот крај отишел и се криел. Заборавил дека Господ едноставно го направил невидлив, така да кажам, и никој не можел да го пронајде. Се сеќавате кога се среќава со Авдеј, па му вика, оди, кажи му на Ахав, како да не, да му кажам, па тебе да те снема, па после тешко мене. Значи, Илија никој жив не можел да го најде, а он сега се исплашил дека Језавела не знам што ќе направи. Значи, заборавил. Колку често забораваме и ние. Елен Вајд вели во истиот тој текст таму, ако читате дека Илија, ако останал овде цврст, таму, таа ноќ, таа вечер, доека спиел, преспал пред Езраел, ако останал тука цврст, со онаа вера, како што е имал и предходно тој ден, Господ ќе ја решил Језавела, тама работа. Ги средил сите овие другиве, па уште Језавела. Ама, запамтете, Језавела била главата на змијата, така да се изразиме. Командниот центар, кој ги водил сите? Кој бил командантот, всушност? Па Језавела. Ама он тука требало да остане цврст, и Господ ќе ја решил ситуацијата и ќе настанала вистинска голема реформа, за кое што не ли ја очекувал. Но не дочекал, да кажеме, за малку. Внимавајте сега друг цитат. Илија многу очекувал, ова е исто многу клучно. Ако многу очекувате, ако вашите очекувања се преголеми, после тоа, кога нема да се случат, нема да ги добиете, тогаш можете да паднете во некоја длабока тага и депресија. Илија многу очекувал од чудото што се случило во Кармел, се надело дека по таа случка, по толку видна пројава на Божјата сила, Језавела повеќе нема да има влијание врз Ахав. Тој така мислел. Готово и Језавела, кој ќе слушне што се случило. Че нема да има веќе влијание на Ахав и дека во цел Израел наскоро ќе се оствари брза реформа. За малку не дочекал, да кажеме, не останал цврст за да види таа реформа. Меѓутоа, неговите очекувања биле поинакви, неговите планови биле поинакви од Божиите. Тој сметал дека Ахав ќе отиде, ќе и каже ова, готово, ќе се предаде. Ама Језавела не е Језавела, ако не го возврти ударот, значи. Како што кажав, не трпи порази. Напротив, збеснала и морала да зададе удар. И сега внимавате на овој цитат, следен цитат, кај што може да извлечеме други полуки како тоа може да паднеме во некоја таква депресивна состојба. Во животот на секој човек настапува период на големо разочарување и крајна малодушност, кога мора да ја испиеме чашата на болката, кога ни е тешко да веруваме дека Бог е се уште милостив кон земските деца и полн со љубов кон нас, кога немир ја обзема душата и смртта не изгледа помила од животот. Во тие моменти мнозина губат вера во Бога
и стануваат робови на сомнеж и неверство. Забораваат на Бога. Па дали, па да, знам тогаш така, ама сега ова е тешко навистина. Го нема Бог, трае предолго и така натаму и така натаму. Во такво време, значи, кога во такво време, во тие моменти мнозина губат вера во Бога и стануваат робови на сомнеж и неверство. Кога во такво време би можеле да ја согледаме величината на Божието провидение со духовни очи, би забележале како ангелите се трудат, и сега внимавате нова, ангелите се трудат во такви моменти да не спасат од самите нас. Од самите нас. Да не ги постават нозете на основа подсврста и од вечните планини. Тогаш во нас би се појавила нова вера и нов живот. Како паѓаме во депресија? Самите ние. Самите со себе имаме проблем некојаш. Со преголеми очекувања, не знам, некои наши замисли, без да може би почекаме да му веруваме на Бога и да едноставно се ставиме во остварување на неговата волја. Премногу, значи, сме свртени кон себе. Тоа беше случајот и со Авакум на почетокот, се сеќавате во првата глава. Но за ова, вечерва, преку проучување на 77-от псалм повеќе, одиме сега на тоа каква терапија добил Илија. Од 5 стих читам до 8 во 19 глава, Прва цареви. Избегал шо избегал, посекла и да умре, потоа вели легна и заспа. Менете ангел го допре и му рече, стани и јади. Тој погледна кога ете покрај неговото возглавје леп печен на камен и врчва со вода. Баш ме интересира како бил овој леп од ангелот. Каква храна ова била. Што мислите, има ли врска од тоа што го јадеме со депресија и паѓање во таква некои состојби? Како може да нема врска? Логички, кога сите наши клетки во нашиот организам се хранат од тоа што го јадеме, па и клетките на мозокот. Јадеше и пиеше, па пак легна. Уморен, преуморен човекот, колку километри поминал, значи. Трчал предходно. Но Господовиот ангел се јави и повтор пат го допри и рече, стани и јади, зашто пред тебе е далечен пат. Стана, јадеше и пиеше, закрепнато таа храна, одеше 40 дена и 40 ноќи се до Божјата гора Хорив, или Синај. Значи, не е едноставно така да се излезе од депресија, од ваква состојба, но погледнете ги сега, значи, рецептите, да кажеме, што му ги препишал Бог, односно начинот како... Третмани, да, така. Третманите кои што ги спровел Бог, во тоа да го извади од депресијата. Со што се храни нашиот мозок, знак прашалник? Многу е битно. Видите што вели Елен Вајд во Совети за живот и исхрана, 375 страна. Ова е поврзано со патешествието на Израел, оние 40 години низ пустината, меѓутоа идејата која е. Состојбата на умот е блиску поврзана со телесното здравје. Состојбата на умот е блиску поврзана со телесното здравје. А особено со здравјето на органите за варење. Општо земено, Бог не го обезбедил својот народ со месна храна во пустината, затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе до болести и непокорност. За да го модифицира карактерот и за активно да ги вклучи нивните умни способности. Внимавајте, Господ сакал да го модифицира нивниот карактер и активно да ги вклучи нивните умни способности. Тој го отстранил месото од мртвите животни од нив и им дал ангелска храна, мана од небото, која што била
сеопфатна, немало што немало, што содржало оваа мана. Ја лично се сомневам под наводници и кажам дека овој ангел нешто такво му дал на Илија. Не само лепи вода. Нешто стварно добро, хранливо, за да го подкрепи, затоа што исхраната е многу битна. Со што се храни нашиот мозок? Промената на концентрацијата на серотонинот во мозокот може да доведе до различни пореметувања во однесувањето, депресија, агресија, присилно однесување, пореметување во спиење и така натаму и така натаму. Значи, има врска и со исхраната. Зошто? Од каде серотонинот? Се слушнале за една есенцијална аминокиселина, која што се вика триптофан. Тоа е најзначаен покрај другите, што ќе ги наведеме за производство на серотонинот, на овој хормон. Кој што е? Хормон на среќата. Видовме, промената на неговата концентрација на серотонинот во мозокот може да доведе до различни пореметувања во однесувањето. И депресија е можна, и насилно однесување, и се. Триптофанот го има најмногу во, сега малку и здравствен дел, тофуто, семките од тиква, сусамово семе, бадеми. Меѓутоа треба да го има повеќе од другите аминокиселини, за да има ефект. Покрај ова треба да внесувате доволни омега-3, не мора да е риба во прашање, може да е масло од ленено семе, ореви масло маслиново, ладноцедено секако и така натаму. Фолна киселина или B9, леблебија, леќа, граф. B12, А, С, Е, железо, сите тие. Исхраната е битна. За се. И се замисли се, вие имате денеска генерации, мислам, ние имаме проблем, се уште со тоа благото, да кажеме, што вика брат Зоран, борче, еднаш, која ме сретнавте со Марила, месото, немаме проблем ти, ама со благото, како да го решиме тоа благо? Па да, неверојатна зависност ствара. И знаете, некој време, јас самиот ти кажам, ќе се префрлам на урми, на смокви, на така некој по-здраво благо да кажеме, ама пак некој чоколад, што велам. И тоа е борба. Меѓутоа, денешните генерации, погледнете ги младите пред се, што конзумираат? И што мислите дека тоа нема врска со така зголемен број на и депресии, и анксиозност и се, па мислам дека на вести слушав од неодамна, ама не ме држте за збор, заборавив процентот, мислам дека вика 1 од 5 деца, така нешто. Овие мали возрасти што се основци се анксиозни или зафатени со било што од овие нарушувања. 1 од 5. И тоа како има влијание из храната? Јадат, не јадат тоа што треба да јадат чипсови, јадат чоколади, јадат се некои разноразни грицки кои што се така зачинети и си го расипуваат вкусот и се навлекуваат едноставно, тоа е така направено за да ве навлече и што сакате по тоа, каков ефект има тоа. Меѓутоа, нашиот мозок се храни и со други работи. Значи, мозок како мозок не само со хранливи материи. Тука е пред се, значи, која е целта наша? Карактерот, изградбата на карактерот, а тоа значи заштита и одржување во функција, во најдобра функција на фронталниот кортекс или предниот резен од мозокот. Тука е духовноста, тука е волјата, тука е моралноста. Од тука зависи нашиот карактер. Ако имате намален доток на крв во мозокот, еве ви депресија, можна појава. Ако имате намален доток на крв во мозокот, ако ленштарите, ако немате физички активности, ако едноставно имате по-онака седечка некој вид на работа, тогаш мора да најдете време да и пропешачите барем 3, 4, 5 километри. Не мора секој ден. Како?
Оштетениот фронтален кортекс ја слабее човековата волја и тоа треба да го имаме на ум. И видите, депресијата представува еден суров круг, може да кажеме. Болеста го оштетува токму оној дел од мозокот со кој што вие треба да решавате и да одлучувате. Сега ќе набројам некои работи. Со повеќето од овие работи си немаме ние проблем, ама од кај да знам? Од кај да знам, може би имаме. Знаете, затоа што ја на времето... Але не може ни тоа да го кажам. Кофеин. Кофеинот ја нарушува хемиската атмосфера во мозокот, таа нервна трансмисија, го зголемува присуството на допамин, го намалува дотокот на крв за 30%. Кофеинот. Баш вчера се смеев со брат Гоце, ми кажуваат со еден друг брат таму, тој Любче, што е, ме вика Гоце, вика на овчо кисело млеко. И мене ми тоа е смешно, знаете. Се викаат обично ај на кафе, ај на пио, ај на овчо кисело млеко, и тоа природно таму, Свети Николско, не зборам за бучен козјак, иако е супер, и бучен козјак, ми тоа уште побаво. Овака не може да го истресеш, не. Како зацементирано. Алкохол, еден од најштетните за фронталниот кортекс, ги уништува мозочните клетки. Ај на пиво, ај на ракијиче, ај на кафе, светот е тој во кој што живееме. И после последици. И сега доаѓаме до шекерот. Мозокот исклучиво се храни со глукоза, го знаете тоа или не? Исклучиво. Заради својот брз метаболизам, мозокот има потреба постојан внес на глукоза. За оптимална работа на мозокот му е потребна крв со одредена количина на глукоза. Голема количина на рафиниран шекер делува негативно пред се на умствениот развој кај децата. Големата количина на шекер, знаеме дека побарува инсулин. Се лачи голема количина на инсулин и така нагло опаѓа нивото на шекер, па потоа, а сето тоа всушност го нарушува работата на мозокот. Па видете вие, од тука па понатаму. Хипноза. Насоченост на умот на само едно нешто. Исклучување на умот, состојба на транс. Во состојба на хипноза се присутни само алфа мозочните бранови. Знаете, мозокот работи на алфа и на бета. Алфа се повисоките. На алфа, на ниските, вие сте во состојба на хипноза. Најголем хипнотизер е, така велат, телевизорот, ама сега телевизорот е може би во втор план, не знам. И зависи што гледате таму. Да. Немате логично размислување, значи како мозокот е во тој алфа режим, вие логички не размислувате, не сте во состојба критички да ги анализирате примените информации. Видите, има еден проблем, јас што сум го воочил. Се нешто што ќе видите и ќе прочитате и ќе погледнете на интернет, не значи дека е така, дека е вистина. Имате таму многу шпекулации. И сега не знам колку можеме, колку размислуваме, колку можеме критички да ги анализираме тие информации што ги примаме, за да не често пати излегуваме по некојаш дури од катедра да кажуваме работи кои што за утре некој друг ден може би ќе жалиме што сме ги кажале. Зашто може би се чисти шпекулации. Ние може да кажеме, не знам нешто вака, така, онака. Не, може би сме кажале чисти шпекулации. Така да треба да внимаваме. Хипнозата ја нарушува хемиската равнотежа во мозокот, а може да донеси и до трајни оштетувања.
Овде спомнато она брзо менување на кадрите, знаете, поготово овие модерни филмови така ги прават. Фала Богу, не гледам. Онака може некој се стегам, ама не гледам. Искрено кажано, меѓутоа тоа брзо менување на кадри, па тие реклами како ги прават, пазите. Тоа брзо менување на кадри токму има таков хипнотички ефект. Тоа е сушта спротивно суштост од она како го живеете животот вие. Каде вие во реалноста имате брзо менување на кадри? Немате. Но така делува на мозокот. Образовни програми, тие се добри, ама се помалку и помалку ги има, воопшто и ги нема. Ние израснавме по старите генерации. Ајде средни генерации. Израснавме со образовни програми. Па јас српскиот јазик го научив од телевизија. Па се чудеше наставникот, после од кај го знам. Па го гледав секој сабајле. И мисии гледав коцка, коцкица. Или обстанок, или не знам, но оно што се сеќавам барем. Меѓутоа нема веќе такви образовни програми, дури ако отворите на Animal Planet или не знам, се нешто, не знам, глупости да не кажам. Вели, константната стимулација на сетилата ги запира аналитичките процеси во умот, а на крајот ја одзема и човечката способност да размислува и рационално да се соочи со животот. Денеска млади генерации живеат во виртуелен свет. Па јас ви го кажував, тој податок го слушав на телевизија, дека првите години, втора, трета, четврта година од развојот на детето, ако вие му го залепите телефонот, тоа нема да знае после што е реално, што не е. Страшно е влијанието на таа нова технологија. Последиците на тоа се техники на бегство и прилагодливи реакции во кои спаѓаат повлекување во себе, апатија и отфрлање на дисциплинирано размислување, кога личноста ќе се соочи со тешки должности и одлуки во животот. И имате такви млаки генерации денеска, кои што едно пердувче, ако им натоварите, ќе паднат под тежината на пердувот. Страшно. Сега доаѓаме до социјалните мрежи, така наречени. Ова мора да го спомнам. Ова е баш модерен тренд. Како се направени, како делува? Знаете, има истражувања кои што велат, знаете, еве искрено, може да си признаете сами на себе, не мора да ми кажувате, ама ја некојаш така и го многу ретко влегувам. Еве, Фейсбукот го имам, меѓутоа многу ретко влегувам. Постирам таму што ќе постирам, некојаш чат пат нешто ќе разгледам и тоа е во прашање се минутки од денот. Но дали ви се случило на вас, сега ќе отворите и сака да погледнете сега некои слики таму на некој ваш ближен ова, и сите се насмеани, сите се, знаете, некои моменти од животот кои што се опфатени, се радосни и така натаму и вие доаѓате до заклучок, леле, сите се срекни, сите имаат идеални животи, а јас, кутриот. Дали тоа ви делува така? Мислам, треба да бидете искрени да признаете. Правено е истражување и е дојдено до тој заклучок. Вели, постојат безброј начини да се онерасположите. Најновото истражување открива уште еден. Откриено е дека испитаниците константно подценуваат колку другите се тажни и често како последица на тоа самите се чувствуваат уште потажно. Некој Джордан вели, идејата за истражување добил по наблюдувањето на реакциите на своите пријатели на Фейсбук. Забележал дека тие имале посебно лошо мислење за себе по нивното приклучување на страницата и гледањето на атрактивните фотографии на другите, нивните успешни биографии и весели статуци на профилите. Тие се убедени дека сите други имаат совршен живот. А така ли е? Не, воопшто не е. Човечката склоност за проценување на туѓата среќа не е ништо ново. Секако Джордан вели го цитира Монтеске, кој што кажал, кога само би сакале да бидеме срекни, тоа би било лесно, меѓутоа ние сакаме да бидеме посрекни од другите. Тука е проблемот.
Социјалното вмрежување може да ја влоши оваа состојба. Истражувањето на Джордан не се бави само со Facebook, но ако неговите заклучоци се точни, од тоа произлегува дека оваа страница има посебна моќ да не направи тажни и осамени. Прикажувајќи ги најсмешните, најсрекните инсерти од животот на луѓето, Facebook не наведува на постојано споредување со другите, при што често себе си се гледаме како губитници. Па ако малку повеќе сте присутни, па не ми ставиле лајкови, како можел бы овој да не ми лајкне, не знам, таков тип на, знаете. Се смеам, затоа што е смешно, наистина, ако паѓаме на такви работи, значи сме навлегле многу во тој виртуелен свет и треба да излеземе, а гледате кои се последиците како делува сето тоа. Но го забравивме Илија, да се вратиме на Илија. После оброкот, не сме го забравиле, тој ни е централниот лик. Откако му се вклучиле умните способности на Илија, можел да размислува сега, тој е спремен да слуша. И, знаете, се наоѓа во пештерат. И читаме од 9 стих, таму влезе во една пештера и преноќува во неа и ете, Господови слова дојдоа кај него. Што бараш ти тука, Илија? Тој одговори, ревнува многу за Господа, за Бога над воинството. И сега, знаете, па останав сам, никој друг не е верен, само јас. Малку звучи самобендисано, нели? Дори. И мене сакаат да ми го земат животот. И гласот му рече, излези и застани во гората пред Господа. Еве, Господ туку што поминува. И знаете, силен виор, па потоа, што беше, земјотрес, да, виорот е ветрот, земјотрес, по земјотресот оган, ама Господ не беше во ниедно од тие, туку во тивкиот глас. И ова само ни покажува како Господ од старт бил толку мил, внимателен кон него. За да извлечете човек од ваква состојба, не може да бидете, не знам, груби, невнимателни и така натаму. Тоа е тешка состојба и треба внимателно и полека. И излегува Илија и повторно го кажува истото, зошто се нашол таму, а Господ цело време е спремен тука да сослуша, да му ја чуе маката и делува благо, како што кажав. Илија бил, целиот негов живот бил така некако, освен нели за времето дека се крил, меѓутоа огнен, како виор, каде одел се тресело и некако Господ сака да му каже и на него и на сите нас. Не можете вие да си го цените својот живот, на тоа дали сте верни или нели сте блиски до Бога, од некои, не знам, силни, не знам колкави манифестации Божи во вашиот живот. И огромни искуства. Не. Тивкиот глас. Секојдневното обраќање на Светиот Дух до вас. И тоа како вие одговарате на тој глас. Тоа е тоа. Тоа е Божиото водство. Тоа е доказ дека сте на вистинскиот пат. Ако го слушате нормално тој глас. Но овој случај со Илија е не само негово искуство, туку слика за последното време. Ево и поуката ни беше во тој правец. Ако Илија е првиот Илија, кој беше вториот? Исто така огнен, силен, Јован Крстител. А кој е третиот? Народот на остатокот, Божиот народ. Ке се соочили Божиот народ, еве видовме во поуката, со страф од прогонства, депресија, осаменост, изолираност и така натаму. Ке биде тест за некој од нас, таму некаде кај да се наоѓаме и ќе се чувствуваме како да сме сами, како да сите клекнале пред Ваал, а само ние стоиме. И тоа е наистина тешко искуство, не е лесно. Еве, Илија подклекнал пред Језавела. Но не треба се плашиме. Може би сме обесхрабрени од некои ситуации, знаете, луѓето мислат дека сме одлепени од реалноста, луѓето така мислат, кога во суштина тие не живеат во реалноста. Знаете ли, овој свет не ја познава реалноста и не живее во реалноста. Уште повеќе ѓавол ги бутка во таа виртуелна реалност денес. Па не знаат да врзат крај со крај. Живеат во лаги,
живеат во манипулации, му веруваат на таткото на лагата. Живеат лажен живот. И сега, на крајот, од терапијата од 15 до 18 стих, ајде да ќе сумираме, да не читам се, Господ му се обрека и на Илија и му вели, таму кај што застана со својата работа, треба да продолжиш. Оди на работа, оди помази го и Јуј, и првин кој беше овој царот на Сирија, Азаил, па Јуј и Елисеј, кој што ќе те замени. И 18 стих му вели, но си остави во Израел 7000 луѓе кои што не се поклонија пред Ваал. И сите усти кои не го целиваа, че не си сам. Има уште многу, има пред тебе уште многу работа. Продолжи со работа за која што си повикан. Реформата во Израел. И видите што вели Елен Вајд. Последен цитат. Кој е лекот? Видовме веќе, значи, многу моменти, причини кои што може да не бутнат во тага, во жал, ако тоа подолго трае, може и во депресија да не фрли. Ја видовме и терапијата Божја. Елен Вајд сумира и вели, исто од пророци цареви, за обесхрабрените постои сигурен лек. Вера, молитва и работа. Три работи. Вера, молитва и работа. Работа за Бога. Како Илија. Не само вера и молитва, не е доволно. Активност. Затоа ви велам, тој период мене многу ми помогна на делење на трактатите. Тоа, не знам, мислам, не дека ми помогна да ме врати у нормала, туку мислам дека ме дигна и во облаците, у смисол, толку полн со ентузијазам, и ми ја пренесувам тоа ангелската вест на луѓето, треба да стигне до секого и така натаму и така натаму. Верата и работата му влеваат на човекот сигурност и задоволство, кои ќе јакнат од ден во ден. Дали лесно се препушташ на мрачни чувства или крајна малодушност? Прашање. Не стравувај ни во најцрните денови, кога се изгледа безнадежно. Имај вера во Бога. Нему му се познати сите твои потреби, тој е семоќен, неговата бескрајна љубов и сочувство не можат да се исцрпат. Не плаши се дека нема да го исполни своето ветување. Тој е вечна вистина. Тој никогаш нема да го измени заветот што го склучил со оние кои го љубат. Господ не се променил. Господ е истиот и вчера и денес, истиот ќе остане и довека. Мора повеќе се свртиме кон Бога, да го оттргнеме погледот од себе, од некои своји можеби преголеми очекувања или не знам што, фантазии, да не кажам, и да се свртиме кон Бога, и да чекаме на Него, и да му веруваме, и да работиме, вели, вера, молитва и работа. Во постојан контакт со Него, многу подобро ќе го запознаеме и ќе ги знаеме неговите чекори, неговите начини на постапување и нема да дозволи Господ да паднеме во некоја таква состојба во која што светот навистина стана епидемија буквално во светот и депресијата и други ментални заболувања. Нека Господ не чува и нека не води во нашиот живот и да имаме еден победоносен живот од ден на ден, како Илија накармил, замислите си, сега ми текна ова, Господ не му ја услишал молитвата. Имал молитва кој што не му ја услишал. Сакал да си умре, толку тешко му дошло. Нешто не му ја услишал, току никогаш не видел смрт. И е вознесен. Големиот Илија, тој можел да падне на ова, меѓутоа следите ја упатствата, следите ја Божјата терапија, чувајте се, Господ нека не, и Господ тогаш ќе не чува и нека му е слава. Амин.